Добре дојавте. Кога на почетокот на овој месец во Младинскиот културен центар во Скопје беше организирана Турбофолк аудиција, културната јавност беше во шок. Многумина тогаш прогласија капитулација на последниот бастион на урбана култура во Скопје и символичен крај на една ера. Дали е така? Денеска зборуваме со младите, им даваме можност на токму оние кои се најповикани да зборуваат за Младинскиот културен центар. Во студиото имаме двајца млади музичари, Карло Јовановски од бендот Занаду и Мартин Џорлев од Луфтанза. Добре дојавте во студиото на Телма. Како вие лично го доживеавте тоа што се случи на почетокот на месецот, кога во киното Фрусина во МКЦ беше организирана Турбофолк аудиција во која еден од членовите на жирито беше и познатиот српски пејач Аца Лукас? Повелете, да. Па, искрено, онака неочекувано беше, морам да признам. Конкретно за мене не беше толку проблем самата аудиција и самиот настан, колку што беше чувството дека го губиме МКЦ последниот период општо. Последна година, последниот месеци. Така што ова беше само, мислам дека некоја капка што е прели чашата, моментот кај што бар за мене, верувам и за многу други млади, МКЦ представувал бастион не само на културата, него и на слободата. Место кај што идеме, слушаме музика која што ја сакаме, се гледаме со луѓе кои што ги сакаме и кои што ги почитуваме и уживаме. Така што да, беше не допре сите, мора да се признае. И затоа сме тука. Вие сте млади луѓе во своите 20 години и од тука е дополнително интересно да се чујат вашите ставови со оглед на тоа што МКЦ е основан во далечната 1972, кога ни јас не сум бил се уште роден. Но сепак, доволно сте возрастни за да сватите веројатно дека МКЦ не е обична установа и не е само последниот бастион на урбаната култура, туку и тоа култно катче, бастион на слободата, всушност, алтернативна сцена каде што се промовира критичка мисла, каде што простор може да најдат сите оние за кои нема место на онаа друга сцена. Нешто што се нарекуваше андерграунд низ годините. Мартин Џорлев, еве, што за тебе дополнително представува Младинскиот културен центар, каде што твојот бенд Луфтанза, каде што ти настапуваш, имало бројни концерти таму? Па, за мене, мислам, МКЦ... Колку пати сте настапувале таму, пред дан? Десетина пати, мислам, со разни бендови повеќе од тоа имам настапувано, сум бил на безброј концерти исто таму. МКЦ во една клима, како што е во нашиот град, и пошироко во нашата држава, една клима каде што културните простори овенуваат, тие што ги имаме овенуваат, дел од нив искапуваат и ги снемуваат целосно, се искоренети од системот. МКЦ беше едно од, би рекол, последните места со некоја поголема институционална поддршка, каде што може да се одржуваат големи, како што рековте ви, андерграунд, би рекол, колку и тоа да не е веќе некоја реалност, манифестации. Но за мене овој проблем со МКЦ и ова што се случи со Аца Лукас прикажува две конкретни поенти. Едната е фактот дека контекстот е тука битен, дека долго време немало настан во МКЦ што е културен и сега како некој дополнителен клинец на се ова е тоа дека се случува една турбофолк манифестација во МКЦ, на место каде што многумина од нас гледале прекрасни концерти, а од друга страна ја покажа усмереноста на медиумите да принтаат жолта штампа, бидејќи културата и тоа што МКЦ го представува живее вон МКЦ, отаде МКЦ. Туку МКЦ беше еден од домовите во кои што живееше. И истите тие медиуми кои што сега ја покренава иницијатива да го посочат турбофолкизирањето на МКЦ, не беа тука, да речеме, кога се организираше фестивалот, сепак се врти што еден обид да се одмине институционализираната поддршка која што ја даваше МКЦ, да се најдат нови простори, да се шири културата вон се тоа, така да сметам дека тој вториот проблем е
поголем. Со медиумите. Да, поголем е проблемот дека не само со медиумите, туку самата клима тука, на која што медиумите се приконуваат, климата на жолта штампа и климата на несвесно за културните случувања, отаде овие институционализирани Каде што Арвен Таравари е главен херој во вестите со месеци, наместо да им се даде простор на фестивалите од типот на Сепак се врти. На некој Тоа начин, беше поентата? На некој начин, со тоа што тука се воздржувам од вредносен суд за Арвен Таравари. Не сакав само да посочам како пример што е главно во медиумите во овие 2 месеци. Бидејќи е популарно да се кудаат луѓе, наместо да се види систематскиот проблем. Не зборувам за процеси, не за луѓе. Да. Што ова е Добро, да. индикативно на систематски проблем. Ја разбирам поентата. Бидејќи МКЦ е културен центар и едно сведоштво за автентичниот лик на Скопје, генерално како град кој од секогаш знаел да биде различен, неконвенционален, длабоко човечки, хуманистички. Во таа смисла има еден парадокс на таа сцена во МКЦ на која настапувале култни групи од овие простори, не само од Македонија, ЕКВ, не знам, вие сте читале, веројатно знаете, таму настапувале Азра, Дисциплина, Кичме, Нашите лепи Сол Мизар, Архангел, Супер Хикс и сега еве вие како Занадуи, како Луфтанза. И сега доаѓаме до Турбо Фолк аудиција и велите тоа е резултат на сеопштата клима за која придонесуваат и медиумите. Меѓутоа има уметници кои не мислат така, кои мислат дека тоа што се случува таму е реалност, бидејќи во МКЦ нема друга содржина, па заради тоа се случува ова. Просторот, таа сцена мора да се отвори за она што е актуелно во тој момент. Ми падна во очи ставот на Матеј Богдановски, визуелен уметник, цртач на стрипови и сликар, каде што вели дека тој не гледа проблем во организирање настани за млади, дури и кога тие не му се допаѓаат на некој дел од јавноста поради вкусот, сега зборуваме. И вели МКЦ го има секое право, може да се каже и должност да го направи тоа, бидејќи се работи за настан наменет за млади. Културата е она што се негува, токму непромовирањето на квалитетна култура и немањето понуда на добри содржини во општеството, младите ќе ги насочи кон она што го има во Оптек, меѓу другото и турбофолкот. Дали тука лежи всушност проблемот? Па би рекол дека тоа е Зошто немаме автентична содржина која ќе го потисне турбофолкот на маргините, туку е обратно? Па би рекол дека ја имаме таа автентична содржина и баш Како? Да, се сложам. Да, може да се надополните, правете. Да. Но апсолутно имаме доказ за тоа и сепак се врти фестивалот кој што се одвиваше по повеќе градови, бројни бендови настапија со свој автентичен материјал. Добро, но тоа трае неколку денови. Што во меѓувреме? Еве, што имаше друго на 6 мај кога беше организирана таа турбо фолк аудиција за која голем дел од уметниците со право реагираа дека МКЦ е последен бастион на урбаната култура и не треба да се комерцијализира по секоја цена и да биде отворен простор за се и се што. Во таа смисла еден баланс, дали може една ваша размисла да чуем? Па, мислам дека целокупно не само за пример го зедов сепак се врти. Ние се вративме од турнеја пред 2 недели и се мислевме концерт кај да правиме во Скопје. И дојдовме до едно место, Супер Паб, Дзе, во ГТЦ, но тоа не е простор за концерт. Зошто МКЦ не ви е достапен? Да, се чувствуваме како да е надвор, моментално како да не е опција. Колку време трае тоа? Целокупната клима и се. Не знам година, не знам. Зошто? Може ли да објаснете ми како тоа функционира, како практично барате алтернативен простор за настап наместо МКЦ таа сцена каде што сте настапували вие како Занадуни? Па да, секој имаме настапувано поќе. Мислам дека е целокупно не сме имали обиди за договарање на настани, колку што сум информиран. За него ја директно не е тоа мојата позиција, но мислам дека не сме најшли на некоја разумна понуда и разбирање и можност за да се организира некој настан од таков тип. Мислам дека пак веројатно играат некои други фактори по главна улога во тоа. Добро, веројатно сте информирани, не сте тој што преговара, меѓутоа ве информираат тие што преговараат, што договараат настани.
Што е одговорот од таа страна? Ви велат не зафатени сме, не прескап цената. Што е проблемот, не знам. Објаснете ми конкретно зошто младите алтернативни бендови од Македонија си бараат нов простор, а не е тоа МКЦ, онаа сцена што е позната и каде што, да не ги повторувам, групите кои настапувале низ години, низ децении. Во принцип одговорот на тоа е покомплексен, но ќе пробам да го поедноставам. Зошто не се оди толку во МКЦ, бидејќи внатрешната структура на МКЦ и системската поддршка на МКЦ и тоа што се очекува од државата од МКЦ некој период не е ширење на културни содржини какви што напоменавте вие, односно ширење на некоја култура која што не е некултура. Тоа е главниот момент според мене. Но на кој начин тоа вие го чувствувате? Бидејќи ова е теорија, ми звучи многу теоретски, многу фразеолошки, отсуство на содржина. Кажете ми во пракса зошто Луфтанза бара друг простор за настап, а не МКЦ? Пред се е отвореноста на МКЦ и на луѓето што се таму кон се ова. Има една голема огорченост во МКЦ поради случувањата кои што се од политички карактер во последниве неколку години. Добро, тоа е начинот на избор на директори и претходно се тоа што претходеше. Меѓутоа, како директно тоа ги погодува младите групи? Ние не се чувствуваме како да сме дома, не е како претходно, не е истото чувство. Бидејќи баш е тоа, самата установа и нивната на луѓето што работат, на вработените, има некоја огорченост, има некоја внатрешна борба, мислам, во нив и во самата институција, која што не дозволува на толку културни настани се организираат и не дозволува, тука има многу суети во прашање, многу его од страна на вработените и на сите кои што зашто сепак МКЦ, за разлика од некои други установи, било жив организам кој што е по постојан тек со случувањата. На првиот наш настав во МКЦ ни се јави уметничкиот директор на МКЦ да свириме таму. Така да таква една културна установа која што се бави баш со културата бара постојана вклученост во културните развивања во државата. И мислам дека таа огорченост имало оневозможено на некој начин на тие луѓе, што сепак тоа е нивен личен избор, да се внесат во сета. И тука има голем удел таа преписка внатрешна во МКЦ, би рекол. А вие од надвор, иако сте од надвор, ја чувствувате таа клима и таа атмосфера на... Ја чувствуваш таа негатива едноставно. Бидејќи содржините постојат и цело време се развиваат и нонстоп има нова музика, нови бендови, особено творење на македонски јазик, што е важно, еве, сметајќи дека 80 години сега правиме од кодификацијата на азбуката, важно е дека се негува македонскиот јазик и се негува оваа култура, но затоа го напоменав медиумите и генералната клима, бидејќи постојат тие културни содржини и не би требало да не се почитуваат, ниту пак признаваат, ниту пак истражуваат, само бидејќи не се низ некој веќе воспоставен медиум како што е МКЦ. Добро, Занаду постои од 2021 година, Луфтанза повеќе, вие настапувате и во странство. Веќе сте етаблирани на музичката сцена. Што е со оние млади групи кои се уште се развиваат, се уште не се популаризирани? Како тие би можеле да најдат место? Дали тие се добре дојдени во МКЦ? Имате ли такви искуства од помлади ваши музичари, колеги? Ние сме тука да помогнеме колку што можеме прво. Дали и тие го чувствуваат тоа, иако немаат искуство во соработка со МКЦ? Мислам дека доста екипно функционираме во сето ова. И заедно го чувствуваме, не се само од ова мои на Мартин ставови, него е целокупно чувство што сите го чувствуваме, целокупна клима, како што ја кажа. Така што да, ние гледаме да колку што можеме да помогнеме и организацијски со искуството, со веќе стегнато да кажеме, овде ова супер пројде, можеш ваму контакт или на било кој начин можеме. Но мислам дека да, за нив мислам дека уште понедостапно може би МКЦ. Бар за мене на почеток исто представувало на МКЦ сум го гледал како место како сон, таму сакам да свирам денсинг. Тоа е сонот и сме успеале да стигнеме до таму. И има пат што требало да се изиде да се стигне до таму, што сега мислам дека на поновите генерации не ни е веќе цел, да малце се губи и таа идолизација на самата сцена поради истото отсуство на настани од таков карактер. И во таа смисла кога слушнавте за турбофолк аудицијата, дали тоа и за вас беше свој еден шок?
Дали бевте изненадени или тоа беше само капка што ја прели чашата на она што веќе го чувствувавте на ниво на ваша внатрешна перцепција во однос на таа сцена, како се менува низ годиниве поради тие политички Па случаи? мислам дека беше само капка, дека како што спомнавте на мене за млади, окей, немаше да има никаков проблем според мене, доколку се одвиваше колку што се одвиваше порано некој времења кои имаше настани секој неделя, секој втор ден бевме во МКЦ. Со тоа што се случуваше културен настан пред се. Со тоа што би рекол дека чашката или лончето е прелиено одамна. Ова е уште една капка на веќе лончево кој што се прелива со години. Од кога истекува лончето? Од кога кипи работата? Мислам нека од кога престана архивирањето во оваа земја, престана посветата на алтернативната култура, што веќе случува, би рекол, дури од пред јас да се родам. Последниве 30 години се тркала таа топка да се заборават. Затоа алтернативата се заборави, затоа во колективната свест последниот рок-н-рол бенд е Архангел во Македонија или Лепи Сол, бидејќи во популарната култура и во она што се пласира не се вклучуваат новостите, многу ретко. Мислам нека лончето се прели одамна, сега ова се екстра капки кои што само го отежнуваат тој удар кој што го има доживеано оваа сцена. А директно да го одговорам тоа прашање, бидејќи имам разговарано со некои млади бендови како Големата вода, сега снимаат албум, понов бенд пред армадата на Живко Чинго, секако. Не се чувствуваат. Они имаат и помали сон на 16-17 години, не се чувствуваат како да можат да свират таму, што е баш тажно, бидејќи би рекол и тоа што и Карло рече, фактот што нема толку културни настани, не си изложен на местото толку, не се соживуваш и не живееш во местото толку, додава на таа една апатија. Знаете, како една снежна топка што постојано се зголемува и големува. Да, веројатно велите вие одамна е оваквото чувство дека се менуваат работите уште со децении, веќе уште пред да се родите вие. И веројатно би било тука интересно да се чујат ставовите и на Мизар како тие кои во 80-тите настапувале на таа сцена, потоа Супер Хикс во 90-тите, веројатно и тие имале перцепција дека нешто се менува, бидејќи МКЦ на крајот на краиштата не е музеј. Просто што дише и што се менува, веројатно што живее и мора да се адаптира на некој начин. И во таа смисла, што мислите за аргументите дека се прилагодува на пазарните услови, дека од комерцијални причини мора да биде сцената отворена и за такви нешто? На крајот на краиштата, за раководството е битно да обезбеди буџет и финансиски средства и тоа мора да се врти. Би рекол дека главните одлучувачи во овој случај, ова е директна критика кон системот во МКЦ, кон нивната структура. Главните одлучувачи за овие процеси мора да се културно свесни луѓе. Луѓе кои што ја пратат сцената, кои што пратат што се случува и кои што имаат вкус и кои што имаат разбирање за баш тоа што зборувате вие, што би го нарекол оној канонот на МКЦ. На целата легенда околу МКЦ, бидејќи сепак иако не е музеј, е некаков простор кој што има некаква светост во него, кој што има нешто во него што е повеќе од само место за свирење. Има некоја атмосфера и амбиент кој што кажува ова е место за одредена работа, ова е дом на прогресивната мисла, на прогресивната и на критичката мисла. Тоа што артист, сега немам подобар збор, артист, под наводници, како Аца Лукас беше таму и што целата таа манифестација се случи, турбофолк манифестација се случи, е доказ дека некој таму потврла. Некој потврла во неговиот вредносен суд на ситуацијата. Потврла во тоа да го направи потешкиот избор, да рече не. Зашто е многу лесно да речеш да на многу пари. Многу е лесно да рече институцијата бидејќи слободата подразбира и право да се каже не и право на отпор. Да. Ве разбирам што сакате да кажете. Ми се допаѓа, ги бирате зборовите. Тука би сакал да го цитирам и режисерот Вардан Тозија, кој беше прилично критичен, се огласи веднаш и на социјалните мрежи, а потоа
Многу впечатлива беше неговата изјава за meta.mk. Вели, не наоѓам потреба да го изнесувам својот став за турбофолкот, секој е слободен да си ја следи музиката што ја сака, но постои огромен избор на места за тие настани, спортски сали, пивофести, питијади, ноќни клубови, турбофолк кафеани, општински вашари, бордели за наши политичари во Емирати, зошто мораше овој локален мејнстрим да се внесе и во бастионот на младинската креативна мисла. Поради личен хир или ситен опортунизам. Каде за вас е таа граница на отвореноста и каде треба да се направи балансот? За Аца Лукас не и за турбофолк, каде е границата на комерцијалата и на културата, односно она да се заштити тој бастион на некоја автентичност и она што го подразбира култот на МКЦ? Мислам дека баш тоа е проблемот што го посочил и Бардан, тоа што скоро па на сите места се случува истото и МКЦ беше едно од последните свеќи што гореа. И сега малце по малце се гаси и таа свеќа и не се пробуваме да се избориме за да не се случи истото. Но е тешко кога не зависат многу ситуации од луѓе од нас. А границата мислам дека е доволно јасна, самата музика ја кажува и е од етички аспекти. Да, но што е инклузија, што е компромис на вредностите сега тука? Затоа велам, за некој тоа е само изнајмување на сала. Па би рекол дека прво прогресивната мисла е жива материја исто така. И како што некогаш МКЦ било. Интегрирање система МКЦ. Што МКЦ представува како младински културен центар според мене е баш и тоа што е угледно да се представува како содржина во МКЦ, постојано еволуира и ќе еволуира со годините, како што прогресивната мисла еволуира и како што нови заклучоци се прават за тоа што значи да се биде критички настроен кон системот и слично. Многу работи се исти низ годините, но сепак многу и грешиме. И дали во оваа смисла сте песимисти дека ја губиме битката? Дали се приклонувате и вие на онаа група на културни уметници кои почувствува дека ова е крајот на една ера на тој слободарски дух и на таа автентична културна сцена, бидејќи ако се губи МКЦ, ако Скопје го загуби МКЦ, не губиме само сала и програма, нели? Да. Не би рекол или дека... сепак прогресивната мисла, бидејќи рековте од година во година работите се полоши. Во таа смисла, еве, каква е културната сцена и за групите од ваш калибар? За... Не знам дали се полоши. Работите се менуваат. Веројатно мислам дека мислеше тоа што се менуваат и тоа што има развој на самата култура, дека не е толку ограничено колку што звучи алтернативна сцена исклучиво во МКЦ. Имало, не знам, трапот е популарен моментално, имало многу трап настани во МКЦ и никој немал проблем со тоа колку што сум информиран. Така што границата е јасна. И така што да, мислам дека е тоа. Јас би додал само дека границата, поентата што ми беше кога зборував за прогресивната мисла, дека границата постојано се менува во аспект на се додаваат, се одземаат работи, но не сакам сепак да бидам елитист и да речам тоа што мене ми се допаѓа заслужува да бидам МКЦ, тоа што мене не ми се допаѓа не заслужува, бидејќи сепак има безброј содржини кои што јас не сум љубител на нив, но можам да признаам дека имаат некоја уметничка вредност во нив и слично. Повеќе ми беше поентата дека покрај тоа што цело време оваа мисла еволуира и се менува и содржините се еволуираат и слично, има некои основни, би рекол, морални одредници, бидејќи кога пејачот пее за тепање на својата партнерка, за насилство кон своето семејство, тоа е веќе нешто што не остава убав вкус едноставно. Го валка интегритетот на место ефтина емоција, мачо митологија. Ето, баш тоа. Заборав, бегство од реалност, тоа е работа на моментот, не е на... Да, и тоа не мора, без разлика што режисерот се воздржал да даде вредносен суд за турбофолкот, јас би го дал тој вредносен суд и би рекол дека генерално турбофолкот е музика која што промовира конформизам и вредности кои што не се доследни за едно прогресивно општество, не уназадува како општество. Меѓутоа и вие како прогресивни музичари, ако се обидете да поставите граница, како што вели Карло, немавме проблем со трап досега.
ако се обидеме да поставиме граница, веќе одиме од, како што велите вие, и отаде, од другата страна, каде што веќе нешто, ако некој ограничува, значи веќе нема право на слобода. Затоа што МКЦ низ вековите, низ децениите било место каде што се прашува, а не каде што, нели, каде што се наметнува нешто. Да, не би требало во него да живее некој морален разврат таму. Би требало да сепак да биде место каде што се чувствуваат посетителите безбедно и долги години и било. И ова, мислам, дека еден и таков удар на чувството дека овој дом, како што рече Карло, веќе ова не е до некој степен, не се чувствуваш дома. Ги гледаш сликите таму, се подсетуваш на мемориите, но некако друг да се вселил таму. Како некој друг дух да се вселува или да се вселил таму. Ке видиме, не сум песимист да мислам дека целосно е вселен, може би само Кирија плаќа, ама ќе видиме. Добро, во таа смисла, кога се чувствувате така, односно не се чувствувате веќе дома во МКЦ како што сте се чувствувале некогаш, иако сте релативно млади, односно многу млади, за да поминете два такви периоди, има ли независната алтернативна сцена во Македонија простор да диша, или е турната некаде на маргините, дури и ета избркана веќе и од Младинскиот културен центар каде што е место? Мислам дека сами сме одговорни, сами го создаваме просторот за дишење и сами ги садиме дрвета кои што ќе ни го прочистуваат воздухот. И тоа го правиме од генерација до генерација. Не е случајно тоа што, како што спомна големата вода, се појавуваат се повеќе и повеќе млади бендови. И ние сме биле продукти, епитом на некои бендови кои што сме гледале, кои што создавале музика пред нас. И мислам дека тоа е начинот ние кои што функционираме и дека тоа е правиот начин да се продолжи да опстои некоја култура и се дури е така и се дури излагаат нови бендови и се самоуверени го сакаат вистински тоа што го прават. Мислам дека сме немаме проблем со воздухот, да. А ова што се случува сега е резултат на општата клима низ која поминува општеството овој предолг период на транзиција, или пак е обид на некои структури свесно да го припитомат Младинскиот културен центар и да го стават во контекст на потребата на општествениот миг? Сметам дека нема напишано некој посебен заговор кој што го користи МКЦ како... Дали е прашање на немање свесност или е смислен план? Не мислам на заговор. Да, се шалам јас, ама и ве разбирам целосно. Сакам да го пародизирам малку тој момент, бидејќи многуми намислат дека постои некој заговор македонската критичка мисла, јазик и идентитет да се стиши, но МКЦ повеќе би рекол дека мојот одговор би бил повеќе приклонет кон првото што го реков. Од незнаење, конформизам, препуштеност на нештата да течат сами по себе. Но исто така би додал дека е некој приказ на фактот што ние немаме идентитет, што оваа држава и нашиот народ има изгубено допирот со себе си. И тоа ги мачи многу луѓето однатре. Премногу. И се манифестира со многу негативен однос и однатре. Фактот што сме... Каде, ако е така, наоѓате простор за оптимизам, бидејќи рековте дека не сте песимисти во однос на иднината? Просторот за... Кусо мораме да завршуваме. Да, просторот за оптимизам во мене е во фактот дека во моментов се караме некој нов македонски идентитет, бидејќи веќе на луѓето им е смачено, на младите луѓе им е смачено од александризмот и од целото тоа верување дека нашиот идентитет лежи некаде длабоко во историјата наместо во некои случувања кои што сега ја формуваат свеста. Некоја постојана обсесија со минатото наместо со гледање на сегашноста и како младите би можеле да создадат подобар живот за иднината. Јас таму гледам во некоја развивачка свест кај младите дека нештата мораат да се променат и ги менуваме полека и постепено и се надеваме дека ќе биде подобро. Тоа е некоја убава надеж што имам. Мартин Џорлев, Луфтанза и Карло Јовановски за надуви. Посакувам многу продадени многу нови албуми продадени примероци, многу исполнети концертни сали, успех дома и надвор и повторно да се чувствувате како дома и во Младинскиот културен центар во Скопје. И фала ви на вас што не поканивте, бидејќи сте единствен
медиум што долго време не Фала ви поканал за на просторот. било Со задоволство, било која добре дискусија. дојдени сте секогаш во Телма.